почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Безбедносната состојба е драматично нарушена. Не поминува ден без посериозен инцидент во кој жртви често се и недолжни граѓани. Власта која не може да воспостави контрола и да ја гарантира безбедноста на граѓаните, се обидува преку медиумски мрак да ги сокрие случаите од пошироката јавност. Медиумите информираат дека пред недела дена во кафе бар во Драчево, од страна на лице блиско до власта, како последица на банална расправија, се избодени со нож 2 лица. Дополнително информираат дека едното лице со тешки телесни повреди на дишните патишта се бори за живот. Оваа информација со јавноста е споделена по 5 дена од случајот и тоа не од извори на МВР, туку од информации преку социјалните мрежи, бидејќи МВР и јавното обвинителство молчат. Имено, настанот кој се случил на 7 октомври, во билтен на МВР е објавен на 10 октомври, цели 3 дена подоцна. Нападнатите кои се здобиле со тешки телесни повреди, по настанот се пренесени во комплексот клиники Мајка Тереза, каде им била укажана лекарска помош. Едно од лицата кое што се бори за живот и има тешки телесни повреди кои се животно загрозувачки. МВР под контрола на Спасовски реагирала цели 3 дена по случајот, при што до јавното обвинителство поднело кривична пријава за насилство, а не за обид за убиство. Оливер Спасовски мора да одговори кој и зошто го криел настанот цели 3 дена. Кој е лицето напаѓач и дали неговата блискост со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е причината за односот на полицијата кон овој случај. Неодговорниот однос на Спасовски и неговата неспособност се главна причина за нарушената безбедност во Република Македонија. Ниту еден, повторувам, ниту еден од 9 случаи на убиство кои се случија во неговиот мандат не е расветлен. Исто како што не се расветлени ниту палењето на коли, ниту грабежите, тепачките и другите деликти кои што станаа наше секојдневие на жалост. Нереагирањето на МВР и непрофесионалниот однос кон случаите ќе бидат предмет на истрага со враќањето на правната држава во Република Македонија. Одговорност и правда ќе има. Ви благодарам.